сите можни сомненија кои што инволвираат поединци или на некој начин ја инволвираат оваа институција, не смеат да ги доведат во интегритет постапките во кои ние имаме постапувано, дека целокупната работа на ова јавно обвинителство останува и верувам дека освен осудителните пресуди кои што ги имавме до сега, и во иднина ќе имаме осудителни пресуди за оние предмети кои што веќе се во рамки на судски постапки. Не би можела да кажам дека лично, еве за мене, не можам да говорам за колегите, јас се чувствувам како колатерална штета, бидејќи целокупното мое лично постапување било во рамки на законите, било во рамки на интегритетот што секогаш не само што сум го имала, него сум го пропагирала, и сметам дека работата која што ние ја имаме завршено како специјално јавно обвинителство и која што продолжуваме да ја работиме, говори доволно за самото тоа и не може во никој случај да бидете вие штета за работата што вие ја правите, а да бидете колатерална штета затоа што работите по законите. Тој кој што се огрешил пред законот, милион пати сме кажале, одговорност мора да има, и тој кој што се огрешил пред законите мора да одговара. Сите се еднакви пред уставот и законите, и тоа е порака која што секогаш сме ја упатувале, не ретерираме, затоа сме тука да покажеме дека и ние стоиме на линијата да се најде доколку постои одредена одговорност и лицата кои што се одговорни нормално. Меѓутоа, како што кажав, мора да ги почитуваме постапките, презумцијата на невиност. Она што е во овој момент, јас ве уверуваме дека интегритетот на институцијата, веруваме, ние длабоко веруваме и се надеваме, дека нема да биде нарушен од можни сомненија, како што и вие посочивте, пошто во моментов се можни сомненија за активности на поединци. Согласно Законот за специјалното јавно обвинителство, сите одлуки, секој спис кој ќе излезе од ова јавно обвинителство, единствено го подпишува специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. И во нејзино име, кога е отсутна, овластени јавни обвинители. Јас немам подпишано ниту една одлука која излегла од ова обвинителство. Ниту мислењата за пуштање од притвор во куќен притвор, ниту пак одлуката за давање на патните исправи на Цветан Пандевски. И дали вие знаевте, дали вие консултирале? Значи, вака, сега молам. Да, секако, меѓутоа. Значи, како што кажав, сите одлуки се ги подпишува и ги носи Катица Јанева. Така е согласно законот.